Продолжуваме со активности за зајакнување на фармацевската мрежа во државата со посебен акцент на отварање на аптеки во рурални области, а врз основа на пројавениот интерес од претходно објавен или распишан јавен повик за искажување на интерес за вршење на здравствена дејност во здравствена мрежа, а во здравствената мрежа за аптекарска дејност во села и населени места. Како што кажав, целта е да излеземе во пресрет на граѓаните во Република Македонија кои што живеат во руралните области, а каде досега воопшто немало аптека или немало аптека која што има договор со Фондот за здравствено осигурување. Станува збор за вакви 51 населено место во кое што или немало аптека или, како што реков, имало аптеки кои што немале договор со фондот. Поради оваа причина, поголем број на граѓани, некаде може би бенефит од ова ќе имаат, директен бенефит ќе имаат некаде околу 100.000 граѓани во Република Македонија, морале да патуваат по неколку десетици километри за да можат да дојдат до терапијата која што им е препишена од лекарот, односно да ги подигнат лековите од некоја аптека. 97% од оваа бројка од 51 аптека се во рурални области, односно во повеќе села во Република Македонија. Во некои села, како што се, например, Долнени, Могила, Липково, Јегуновце, Карбинци, Новаци, досега воопшто немало никогаш отворено аптека. И жителите на овие населени места лековите ги добивале во аптеките во поблиските градови, што представувало сериозно оптеретување и за нивниот буџет, но и сериозно малтретирање за овие граѓани. Исто така, тука се и аптеките во Лозово, аптеката во Пештани, кое што е туристичко место, кое што немала договор со фондот. Потоа има и повеќе аптеки во други места, како што се аптеката во општина Маврово и Ростуше, аптеките во Карбинци и Новоци, каде што, како што реков, воопшто немало досега отворено, аптеките во Мирковци, во Кучевиште, во општина Петровец, во Гомила, во општина Чашка и така натаму. Станува збор, како што реков, за отварање на 51 аптека во сите овие населени места. Практично, ова е факт дека големата реформа која што беше направена во од страна на Министерството за здравство или здравствените власти со донесувањето на мрежата на здравствени установи вродува со плод. Како резултат на носењето на мрежата може да се детектираат сите оние слаби точки на здравствениот систем, односно точки каде што нема рамномерна распределба на здравствените услуги на целата територија на Република Македонија, поради што граѓаните кои што живеат во тие места имаат потешкоти да дојдат до определена здравствена услуга или во овој случај до лекови. Ова исто така е една од мерките која што овозможува за рамномерен регионален развој, како и мерка која што ќе го направи, ќе го подигне квалитетот на животот во овие населени места.